Дали власта купува време за предизборно го амортизира гневот и револтот кај оризопроизводителите од Кочанско? Ваквото прашање се наметнува откако на денешната средба министерот за земјоделие на оризопроизводителите им соопштил дека за повисока откупна цена на оризовата арпа со откупувачите ќе преговара, но наредната недела. Во меѓувреме им е ветено исплата на интервентна мерка. Не знам дали се купува време или не се купува, значи целта на оризопроизводителите е да се реши проблемот, да се добијат цени кои ќе се одржливи и кои ќе овозможат оризопроизводството и понатаму да обстои. Со овие цени од 17-18 денари практички тоа е невозможно. Значи ние говоревме за цени кои би биле над 25 денари за оризовата арпа и над 55 денари за белиот ориз. Најдоцна до декември на сметките на оризопроизводителите треба да им се исплати по 1800 денари по декар, а дополнително ќе им бидат исплатени и основните субвенции. Ваквата мерка ќе биде од корист, но доколку се постигне повисока откупна цена, категорични се од самостојниот синдикат. По 3 денари, од прилика по 3 денари за килограм, меѓутоа ќе биде на површина, за да не се чека откупот, дека динамиката на откупот ќе биде задоснета. Тук ќе се рачуна по 6000 килограми по хектар, по 3 денари, значи 18.000 по хектар. И тие субвенции да бидат исплатени сите до крајот на декември месец. Министерот за земјоделие реши да ги прими оризопроизводителите, откако тие вчера се заканија дека нема да се мрднат од блокадите, доколку не се постигне некаков договор со кој ќе можат да ја ублажат состојбата во која се наоѓаат. Вчерашните протести премиерот ги оквалификува како политички, бидејќи под превезот на дотолчените оризопроизводители се криела опозицијата.